Добар ден, ова е вашето отворено студио 1 секој работен ден од 14 до 23 часот. Јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Јана Јосифовска. Јана, што е она што ќе го гледаме денес? Така е, добар ден и од мене. Добро дојдовте во отвореното студио 1. Стартуваме како и секогаш со најава за содржините, меѓутоа и оние најважни поенти извадоци од вчерашните разговори во синокешното отворено студио 1 со колегата Александар Чомовски. Ке слушнеме дел од разговорите и неговите гостина, ставови на различни теми. Потоа во овој блок ќе имаме и за како гостинка колешката Елена Милошевска, која што пак денеска следеше еден интересен настан по повод креирање на мрежа која што ќе се бори против говор на омраза во медиумите. Ќе ни раскаже малку повеќе што се одлучила надлежните институции, но и невладините организации да преземат во овој повод. 14 часот и 30 минути, време резервирано за вестите, потоа следува Метео со Славчо Поповски, а со мене и со колегата Чаловски повторно се гледате во 15 часот и 20 минути, каде што ќе имаме гости од македонската Кјубинг асоциација. Една интересна тема ќе го имаме и малиот Ѓорги Чешмеджиевски, кој што на многу мали години се надпреварува за брзо решавање на Рубикови коцки. Веќе од некаде 17 часот повторно ќе имаме отворени телефонски линии со колегата Чаловски. Важно е да се слушне вашиот став по односно она што многу немачи изминативе денови, високото загадување, а и она информација која што пристигна дека загадениот воздух ги изедначи пушачите и непушачите во Македонија. Од 17 часот и 30 минути стандардно започнува забавниот дел со возење со Вучиќ, потоа следуваат ексклузивците и Сергеј Варошлија со неговите модни критики, но и совети до вас. 19 часот и 15 минути домаќин на денот ќе биде повторно колегата Сашо Ордановски. Во овој блок ќе ги има за гости Джелал Незаири, новинарот, Африм Гаши, пратеник, а темата ќе биде повторно поврзана околу председателските избори. 20 часот време резервирано за централниот дневник, а во 21 часот ќе ја гледате авторската емисија на колегата Ордановски, печат на неделата. Главната тема ќе биде дали и зошто во Македонија не успева трета политичка опција. Во 22 часот на барање на публиката ќе има реприза на најважните моменти од вчерашното гостување на специјалните јавни обвинители во емисијата Правда и неправда на колешката Гордана Дувњак. Веќе во 22 часот и 30 минути, како едно заокружување, ќе имате можност да го погледнете дневникот. Така, а ние стартуваме со ред, така што го презентираме првиот извадок, а тоа е гостувањето на Даниела Арсовска од Сојузот на стопански комори, која што беше гостинка во централниот дневник и изборуваше за перспективите на бизнисот во Македонија во време кога владата најави еден економски поход. Во овој дел, односно го слушаме одговорот на Арсовска во релација на бизнисот и Преспанскиот договор. Не ми се чини, например, дека оваа тензија Преспа ќе биде, нема да биде, дека тоа навестува некакво, да речем условно, порелаксиран однос. Особено индикациите кои зборуваат дека евентуалното членство во НАТО, прва индикација на финансиските пазари, дека вредноста на македонската обврзница порастува благодарејќи на сигурноста. Да, апсолутно. Тоа се практично индиции кои што ги има и со кои што практично и затоа и во целата измината година вие како што гледате представниците на приватниот сектор, особено на малите и на средните предпријатија, беа доста тивки во своите реакции, односно во ескалирање на оние проблеми кои што ги чувствуваат цела година. Затоа што гледаа излез од работата и практично светлото на крајот на тунелот ги оставаше достанат во Република Македонија без да си бараат излез. Меѓутоа сега тие кога гледаат повторно нова криза на поведок, не само председателските избори кои што ќе наблокираат, да кажеме, до мај месец, до јуни месец, туку и самото најавување и самата информација дека се можни предвремени парламентарни избори, кај нив навистина даваат... Владата најавува економски поход, нели? Сега завршува, да речем, ова
Голгота или епопеја за НАТО. Како вие гледате? Што според вас би биле индикации дека почнува походот? Најпрвен слухот за приватниот сектор. Значи, најпрвен треба сите оние работи кои што се бараат, имаат економска логика, да бидат слушнати и да бидат спроведени. Имаме еден сет на законски решенија кои што се презентираат и кои што се планираат да се донесат, за кои што не знаеме дали приватниот сектор воопшто ќе биде консултиран и да ви кажам и некои сигнали кои што ги гледаме еве денеска имавме дел од информациите, доколку се испостава дека се во насока на тоа дека желбата, односно иницијално мислењето на приватниот сектор ќе бидат земени во предвид, а тоа е во економски интерес на оние кои што директно ја полнат државната каса. Во тој случај сметам дека и самите компании малку ќе се подсмират од аспект на тоа да не бараат излез на друго место. Меѓутоа и она кое што вие го детектиравте, да, се најави походот, меѓутоа постојано слушаме дека целта е зајакнување на економијата, за раст на бруто домашниот производ. Меѓутоа треба да видиме иницијално чекори подадена рака во кој што навистина ќе бидеме свесни дека тоа е така. Има некои сигнали и ќе оставиме да почекаме, значи има уште добри 30 до 60 дена, каде што ќе можеме да видиме дали не само преку законски решенија, затоа што нема да бидат можни во периодот на претседателски избори, меѓутоа со одредени други спроведувања на законите во пракса во државата, ќе видиме дали навистина расположението е во таа насока. А вчера во еден специфичен формат на емисијата Правда и неправда имавте можност да го погледнете гостувањето и одговорите на специјалните јавни обвинители на чело со Катица Јанева. Сите нивни одговори секако ќе може да ги погледнете на нашиот YouTube канал и на сајтот 1tv.mk, а во продолжение ќе слушнеме и погледнеме извадок во однос како тие ја оценуваат работата на специјалното јавно обвинителство изминатиот период. Дали специјалното јавно обвинителство ја исполни мисијата за која што беше формирано? Специјалното јавно обвинителство, кое го предводам, не само што ја исполни мисијата за која е формирано, туку и продолжува да работи континуирано во борбата против криминалот на Република Македонија. Тоа може да се види од целокупната работа што е презентирана пред јавноста, а исто така и понатамошното делување на специјалното јавно обвинителство со доколку се даде проширената надлежност, уште повеќе ќе се залага да во борбата против криминалот и владењето на правото. Се согласувате ли со ставот на вашата шефица? Апсолутно. Сметам дека изминатиот период дадовме максимум од нас. Покрај сите обструкции кои што ги имавме од основањето на специјалното јавно обвинителство, сметам дека одговоривме на предизвиците кои што ги имавме пред нас и се надевам дека така ќе продолжиме и во иднина доколку ни се пружа прилика. Колку можете да бидете задоволни? Извинете што не ви дадов прилика, меѓутоа предпоставувам дека на таа линија ќе биде и вашиот одговор. Колку можете да бидете задоволни во овој момент, тоа што од 20 на судски процеси во моментов се завршени со првостепена пресуда 3 случаи, чинам, а еден само има конечна пресуда, она за Тенк, кој што се смета во јавноста за еден од полесните предмети. Имајќи го во предвид периодот откако се поднесени првите обвиненија, тоа е септември 2016, па сега сме почетокот на 2019 година, а се уште не се завршени тие два предлога кои против определени обвинети лица. Значи тука се работи за предметот насилството во општина Центар и предметот за уништување на списите, каде што немаме конечни одлуки. Сметам дека најмалку од тоа можеме да бидеме задоволни од работата и проактивноста на судството во закажувањето на нашите предмети. Се надеваме дека таа работа ќе се забрза во идниот период, а што е најважно
почетокот на оваа година еве очекуваме дека ќе се завршат до крајот на февруар и одредени предмети како што се Титаник 3, насилството во општина Центар и некои други. Исто така, гостин во студиото кај Чомовски беше просветниот инспектор доктор Георги Илиевски, кој што пак во еден свој абстракт зборува за состојбите и сите неопходни работи кои што се за квалитетот на образованието. Тоа е еден мал запис, втор дел на Илиевски, така да и овде еден мал извадок од оно што Илиевски го зборуваше во студиото. Се чини дека или бевте немокни, или бевте маргинализирани. Во целото креирање на таа политика да им кажете на претходниците дека системот на образование е дефектен, дека факултети кои у Свети Николе треба да се отворат, а се од технички науки, а таму има модна конфекција, дека тоа не оди, дека, како рековте, колку факултети има отворено? На 130 факултети. Дека тоа нема. Некој ве слушаше или тогаш бевте само на оден начин своевиден регистратор на неповолностите на претходната власт? Поаѓајќи од тоа што јас повеќе од 35 години сум во образованието, по сите степени, и како 90-тите години како подсекретар за основно образование, што значи целиот свој работен век го посвети во образованието. Ако сакаме да му посветиме внимание, без разлика на која политичка партија и било што, како луѓе кои што ги боли она што се случува во системот на образованието. Кога викам системот на образованието во сите степени, а она што треба да продуцира кадар, квалитетен кадар, дечи треба да бидеме во рангот на она што го бара Болонјската декларација, каде што и ние сме подписници. Ако сакаме европски да одиме напред, значи ние треба да се менуваме. Да се менуваме во квалитетот на високото образование. Не ми одговорите на прашањето. Сега директно ќе ве прашам. Ако имавте оваа детекција и пред 3 години и сега, ја зборувам и пред 3 години, зашто еднаш не се одваживте да влезете у одбора за акредитација и кажете правите глупости, би доста давате одобренија за отварање на факултети, каде што нема ни минимум научни звања, научен кадар и така натаму. Морам да ви кажам дека БЕФ им укажав за многу работи и од претходниот раководител, директор на одборот за акредитација во Рошлија, Еросоклија, бев арогантно избркан надвор. Иако му бев укажал на тоа дека состојбите не се добри, дека се што доаѓа до кај нив се акредитира. Дури дојде до една ситуација да еден факултет да уште за малце да се акредитира и воздухопловство на еден приватен универзитет како што е МИТ универзитетот. Значи до таа ароганција дојде да работите, што отворено кажам. Сакам и друго да кажам, дека отворено проговори против дисперзираните студии. Зошто тоа го зборува? Ако сме држава, социјална... Што отвориле и отворено што говореле, онаа власт претходна, која имала прилично ригиден однос кон критичарите, ја не верувам дека ќе го оставеше да бидете државен инспектор. Види, бидејќи јас 30 години и повеќе работам, јас и тогаш и сега отворено проговорувам. И сега имам исто така некои укажувања да не истапувам и така. Веќе некој период наназад, односно може да се каже долго време, дека се прават сите можни обиди, особено во новинарската фила, меѓутоа и надлежните институции, како да се бориме против говорот на омраза, согласно пак оценките и од меѓународните институции, меѓутоа и кај нас, дека е на високо ниво, особено го има и ние сме новинари, самите сме свесни на оваа тематика. А како што најавивме по тој повод, гостинка ни е нашата колешка Елена Милошевска. Елена, добар ден. Добар ден. Така, ти денеска беше на настанот, односно прес конференцијата која што беше организирана од Советот за етика во медиумите, нели со поддршка на ОПСЕ. Главниот фокус на што го кажав, креирана мрежа која што би се борела за што помалку говор, ширење на говор на омраза во медиумите. Па ајде малку повеќе околу ова да ни раскажеш за што станува точно збор.
Па како што спомена и ти, значи денеска Советот за етика всушност ја промовираше мрежата која што беше формирана во однос на борбата за говорот на омраза ново медиумите и пред се поголем дел од представниците на повеќе институции, но и на новинарски здруженија и органи ја подпишаа денеска декларацијата со цел да дадат поддршка дека тие се приклучуваат на таа мрежа, а целта е всушност да изнајдат начин. Сега не знаеме колку е возможно целосно да се искорени говорот на омраза во медиумите, но сепак да најдат начин за да се намали тој говор на омраза, а исто така и да се испитува зошто всушност постои, кои се причините. Можам да кажам исто така дека повеќето говорници на денешната конференција потенцира дека сепак состојбата и понатаму за жал во македонското новинарство, всушност во медиумите пред се на интернет порталите, интернетот и социјалните мрежи говорот на омраза најмногу преовладува. Па сепак во продолжение предлагам со повеќе детали да погледнеме од изјавите на говорниците. Тука зборуваше и шефот на ОПСЕ Клеменс Која, но и други говорници. Да ги слушнеме изјавите. Between 2017 and 2018, Помеѓу 2017 и 2018 година, господинот Арлем Дезир, представникот на ОПСЕ за слобода на медиумите, ја посети земјава во неколку наврати, при што поздрави некои позитивни реформи во медиумите, при тоа подвлекувајќи ја потребата од подобрување на општата ситуација со медиумите во земјата. Господинот Дезир ја поздрави одлуката на новата влада да ги приоритизира слободата на медиумите, безбедноста на новинарите и реформите во медиумите. Честопати зад говорот на омраза се кријат искриени или директни повици за насилство. Тоа што и амбасадорот го спомена, од тука честопати знае да произлезе и криминал од омраза. Насилство насочено кон оние кои што не се вклопуваат во нашите имагинарни калапи, чија верска, расна, етничка, сексуална, па дури и политичка и партиска определба не ни е по наш личен кеф. Овој насложен и комплексен процес на растење на општеството, на култивизација на сите наши граѓани, на медиумите и институциите заедно. И сосема јасно дека не можеме да очекуваме резултати преку ноќ. И нас ни е тоа јасно. И токму ти се работи за еден вака сложен процес, сосема неодговорно во едно општество борбата со појавата на говор на омраза да биде оставена само на новинарските здруженија или само на медиумите. Да, ние имаме одговорност и точно ја знаеме, меѓутоа тука мора да бидат вклучени сите алки на системот. Се покажува дека во периодот од 2014 година, кога почнавме да работиме, до 2017 година се евидентирани 49 случаи кои представуваат, речиси, 30% од сите добиени представки за нарушување на етиката на медиумите во тој период. Во 2017 година тој процент е намален. На комисијата сме расправали, сме донели одлуки за 8 представки, што е 13% од вкупно добиените представки. Намалување 13% од вкупно добиените представки. Намалувањето на учеството на представките за говор на омраза, јас лично го толкувам со промените во општеството што настана во таа година. Тоа покажа колку политиката влијала и влијае врз говорот на омраза, колку медиумите може да бидат инструмент за негово ширење, креиран од политиката, од политичките партии, власта, институциите и од радикалните општествени групации. И дека со намалување на политичката жар, на политичката поларизација, се намалува и говорот на омраза. Да, ова беа дел, Елена, од изјавите, меѓутоа еве целокупно земено твој впечаток во однос на се она што на оваа конференција можеше да се слушне секако и од меѓународните представници, така и од нашите институции, организации. Добили можеби впечаток дека еве на ваков начин можеби би помрднале работите од мртва точка во однос на справувањето со ширење говор на омраза. Ние сме сите тука дели новинари, како што и претходно споменав, знаеме дека тешко се справува со овој проблем и да, последни години има и тоа како, особено на социјалните мрежи, но еве некоја твоја генерална оценка или впечаток? Па можеби би можеле да се помрнат од мртва точка работите, но сепак сметам дека најголемиот проблем не е само например во медиумите, туку во целото општество, во самата свест кај нас самите премисламе дека треба да бидеме свесни. Тука не стана збор само за медиумите дека
тие се тие кои што не знам креираат или дека само тие може да се справат и да го искоренат говорот на омраза, тука треба да помогнат, односно да реагираат институциите и самото општество, самата граѓанска свест. А ние треба да имаме диференцијација прво што е медиум, дали интернет портал е медиум или не. Најголемиот дел од тој говор на омраза доаѓа кај неформални интернет портали од луѓе кои што се нарекуваат новинари пред се, па затоа завршиле на суд за клевета или што и да е. Меѓутоа исто така треба да направиме, а не се прави, така лесна поделба од дали новинарот, оној кој што работи во медиум, на социјалните мрежи, на својот профил, е доволно слободен да каже што се мисли. Така што ние и во текот на изминативе години и до ден денес следиме едно исто, дека има новинари кои што односно се представуваат како новинари кои што шират говор на омраза, тоа не е тешко дека... Спомена и Елена, можеше и да се слушне и генералниот заклучок и од представниците на конференцијата е дека она што и сите досега го знаеме, тенка е линијата, разграничувањето помеѓу слобода на говор и ширење на говор на омраза, така што да, дефинитивно, најверојатно институциите и сите инволвирани треба малку повеќе да се поработат во овој однос. Да, добро, полека, но сигурно стигнавме до крајот на овој прв воведен на блокот Отвореното студио 1. Елена, ти благодариме за сите информации и за твоето гостување. И пак да ни дојде. Ќе ни дојде. Јана, тука некаде да, ние престануваме, следат вестите на 1 ТВ, со Јана и со мене се гледат околу 15 и 20 часот некаде.